Благодарам, почитувана председателка на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитуван јавен обвинител. Колега пратеник, одлучивме да не ви реплицираме. Знаете зошто. Не треба да се обраќате на опозицијата. Тука ви е јавниот обвинител, треба да зборувате за извештајот. Кој бил криминалец и кој одлучувал, како одлучувал, слушнавме сите. Имаше едни снимки кај што се кажуваше едно лице Димишков, па се споменуваа тамо Катица ќе прави тоа што јас ќе кажам и така натаму. Така да тука да ја затвориме таа тема. Јас ќе продолжам кон извештајот на јавниот обвинител. Нема да спорам за датумот, неколку пати веќе до сега се спомна, зошто во 2022 разговараме за извештај од 2020 година. Тука гледам, јавниот обвинител си напишал дека предметите се водени ажурно и стручно. Па наведено е дека најголем број од незавршените предмети се во висшите јавни обвинителства во Гостивар и во Скопје. И наведено е дека се решени предмети против 18.000 лица, односно 54%, а 46% остануваат нерешени. Јас лично, од моја гледна точка, кажувам дека како обвинители вие не треба да се грижите за тоа колку луѓе ќе обвините и колку успешни ќе ви бидат вашите обвиненија, туку вие треба да се грижите за правдата. Оти тоа ви е прво и основно. А како се грижите и како се борите за правдата? Значи, трите прерогативи, односно трите базични предуслови за да се реализира правдата, мислам дека не се исполнети. Ќе одиме со ред. Прво викаме подметнување на докази, односно неподметнување на докази. Имате случај, обвинителката Лиле Стефанова излезе во јавност дека била замешана во подметнување на докази во еден од случаите на специјалното јавно обвинителство. Затоа не видовме произнесување од јавниот обвинител дали лицето е кредибилно да продолжи понатаму со работа. Понатаму, вториот предуслов е стимулирање на давање на лажни изјави. Значи, со лажни изјави и во истражната постапка, во судската процедура понатаму, со неколку пати менување на изјави, искази, лица се осудени на по 15 години затвор за ударена клоца и така натаму. Значи, не оправдувам никакво насилство, посебно насилство врз политички чинители, меѓутоа, со подметнување на докази, односно со менување неколку пати на исказите, вие доаѓате до реализација на вашата политичка цел, односно ја реализирате политичката цел на тој што ве најмил, односно ве поставил. И третата работа е криење на докази. Во делот на криењето на докази, неколку пати во јавноста се слушаше и сите знаат за телефонот на еден осуденик, кој што до ден денеска не е вештачен или пак е вештачен, а елементите од него не се земени во предвид, и гледаме дека деновиве некои работи излегуваат во јавност, кои што укажуваат на поврзаност на највисоките структури од власта и има индиции за криминал. Зборувам за случајот со Бојан Јовановски. Истото тоа лице во суд кажа дека торбата, односно парите од Луи Витон торбата, завршиле кај Зоран и кај Вице Заеви, меѓутоа до ден денеска не видовме некој да ги повика тие две лица, барем на распит или на некакво појаснување да дадат пред надлежните органи. Така. Значи, тоа се лоши, недемократски принципи кои што, според мене, укажуваат на целосна партизација на јавното обвинителство. Партизацијата во обвинителството и во судството е поразителна и сите знаеме дека таа е канцерот на македонската држава, а и на македонското општество. За време на Социјалдемократскиот сојуз, значи од доаѓањето на власт, во овие неколку години, 5 години, сменети се сите први луѓе. Значи, сменете државниот, односно републичкиот јавен обвинител, сменети се првите луѓе на
јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, Скопскиот јавен обвинител. Сменети се првите луѓе на судскиот совет, Советот на обвинители, Управниот суд, Уставниот суд, Врховниот суд и така натаму. Значи, целосна партизација. Зошто е лоша партизацијата во овие органи? Прво, затоа што партизацијата е предуслов за селективност. Самите рековте, неколку говорници пред мене, дека селективната правда е неправда. И второ, затоа што преку партизацијата се стимулира криминал и се стимулира кршење на законите, односно нивно неспроведување. Па ќе одам со неколку примери. Бидејќи зборуваме за 2020 година, во 2020 година, во месец март, имаше една објава од страна на министерот за одбрана, почитуваната Радмила Шекеринска, на една класифицирана мапа на незината Facebook страница. И тогаш излеговме ние со неколку побарувања во јавност, со укажувања да ја тргне мапата и така натаму, затоа што не смеела да ја стави на Facebook страницата. Меѓутоа немаше никаква реакција. Јавното обвинителство не реагираше. Отидовме еден чекор понатаму, кажавме дека на таа мапа се прикажани, покрај зоната на одговорност на воената единица, на НАТО единицата, се прикажани и илегалните правци за шверц на дрога, цигари и така натаму. Повторно не видовме никаква реакција од јавното обвинителство. Доколку ги знаеме законите и ги знаеме подзаконските акти, ќе видите дека најпрвин тоа лице не смеело да внесе никаков фото или фоно уред внатре во тој центар каде што е мапата, а камоли да ја слика, а камоли да ја стави и на Facebook. И покрај нашите предупредувања, таа до ден денеска стои на Facebook. Јавното обвинителство не превзема ништо. И тука доаѓаме до селективноста, и тука доаѓаме до стимулирањето на кршењето на законите. Зошто? Значи, ова ако се случува во март, вие веќе во јуни месец имате ситуација кога од истото министерство излегуваат класифицирани снимки од безбедносни камери, од безбедносна служба за разузнавање и безбедност, кои што беа користени во партиско-политичка цел. Понатаму, од наша страна, откако видовме дека нема превземено никаква активност од страна на јавното обвинителство, ние поднесовме кривична пријава како политичка партија. Знаете што беше одговорот? Делото не се гони по службена должност. Ни едното, ни другото. Не знам до сега дали некој превземал по приватна тужба гонење нешто што се гони по службена должност. Понатаму, во 2020 година, за извештајната година, во делот на кривичните дела против државата, во извештајот стои, значи постапувано е против 9 лица, а има поднесено обвинение за едно лице, од страна на судовите донесена е пресуда за едно лице, поради признание на вина. Значи не станува збор за Зоран Заев. Зошто? Затоа што во декември месец 2020 година, во извештајната година, Зоран Заев изјавува дека го сквернавел споменикот на мучето во Струмица, односно бришел некакви надписи. Затоа нема никаква одлука, ниту од општината, нити е согласно закон. Член 319 од Кривичниот законник вика: тој што со присилба, малтретирање, загрозување на сигурност и така натаму, значи излагање на подбив на националните, етничките, верските и други символи, со сквернавање на споменици и така натаму, непосредно или посредно ќе предизвика или ќе разгори омраза, раздор или нетрпеливост, врз основа на пол, раса, боја, род, припадност, на етничка припадност, јазик и така натаму, вика ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. Ставот 2 вика: тој кој што делото од ставот 1 го врши со злоупотреба на положбата, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години. Обвинение против Зоран Заев за таа работа не видовме. Повторно, од тука ќе видите дека се стимулира кршење на законите. И тоа ќе го видите во наредниот период. Памтете ми го зборот. Мене ме изненадува тоа што досега никој за тоа не реагираше. Ајде во Струмица што има 7 обвинители, па тоа да не го видат, да сватам. Меѓутоа тоа одеше на јавен настан, на телевизија. Никој не се дрзна да
да искоментира. А камо ли да превземе мерки. Зошто е тоа така? Затоа што вие, господин јавен обвинител, работите за него, вие сте поставен од него и вие сте партиски човек. И не само за него, туку работите и во заштита на ДУИ. Мене ме интересира дали имате покренато до сега обвинение против било кој функционер од Демократската унија за интеграција во изминативе 20 години, дури ако не е во ваше време да ми кажете и поназад дали имало такво нешто. Останува неодговорено и нејасно зошто до ден денеска не се реализирани кривичните пријави против Бујар Османи. Тоа Зоран Заев го најави, дека имало кривични пријави против Бујар Османи. Имало пријави, немало, реализирани се, докаде се. Понатаму останува нејасно за коруптивниот скандал на поранешниот премиер и преговарач со Бугарија, господинот Владо Бучковски, и лидерот на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, кои што беа обвинети, односно на едно сведочење пред Њујоршкиот суд, беа обвинети дека на 3 пати им е давано подкуп по 2,5 милиони евра за да дестимулираат конкурентност на тогашниот Телеком. Случајот е 2005-2006 година. До ден денеска нема никаква разрешница, односно барем јас не сум слушнал, исправете ме ако грешам. Вашиот претходник, покојниот обвинител и обвинителот за гонење на организиран криминал и корупција, Јове Илиевски, имаат отворено случај за тоа, барем така беше кажано во јавноста, меѓутоа истрагата се уште во тек. Дали непокренувањето на обвиненија против истите овие лица што ги набројав пред малку имаат врска со преговорите со Бугарија, па некој ги држи? Дали станува збор за неспособност, ваша на обвинителство во целост, или може би сте уценети и сте купени? Понатаму има случај 15. јануари, исто 2020 година, каде што унгарски цариници и полицајци работат на шверц со акцизна роба, милионска е сумата, која што беше презентирана тогаш, 1-2 дена се појави во јавност и после тоа беше тргната од јавност. Македонска фирма за производство на сокови, во која што значи во шверцот се замешани цариници, полицајци од Македонија, се случува да во туѓа држава ни ги фатат, односно на таа групација да им ги фатат тие стоки, од наша страна нема превземено ништо, барем јас немам слушнато. И тука повторно доаѓаме до стимулирањето, односно стимулирање на кршење на законите. Зошто? Затоа што еве после неколку години гледаме дека 1 тон дрога ни помине на аеродромот во Петровец, во Скопје. Значи станува збор за најверојатно за истите цариници, истите полицајци. Кога не се лечи на време, ете што ни се случува. Неколку пати се зголемува криминалот. Колегата Дајанчо ве праша, не одговоривте, јас ќе ви дадам шанса да одговорите. Докаде е предметот со прислушкуваните разговори во основното јавно обвинителство? Зошто не одговоривте? Тоа или вие стоите позади тоа прислушкување, или позади тоа прислушкување стои Зоран Заев и Спасовски, и токму затоа не се произнесувате. Молам да одговорите, затоа што имаме право да знаеме. Во 2021 година, во март месец, овде сте кажале дека се собираат, се анализираат и така натаму докази, меѓутоа еве 4 години од тогаш се поминати. Друга работа, во вашиот извештај за 2020 година не видов никаде да се ставени колку мерки се превземени од следење на разговори, значи ви имате ставено следење на разговори и ПИМ мерки, кои што се работат со посредство на ОТА, меѓутоа мене ме интересира колку такви мерки сте превземале на ваша рака, затоа што вие во обвинителството имате опрема тоа да го правите самостојно. Тоа веројатно јавноста треба да го знае. И тоа треба да стои во извештајот. Ако немате, коректно е да се каже дека немате. И зошто немате? Верувам дека немате капацитет за тоа, персонален и така натаму, кадровски. Сега од изложената структура на кривични дела во текот на 2020 година највеќе сте имале кривични пријави против
луѓе кои што го нарушиле, односно против кривични дела, кои што и правеле кривични дела против здравјето на луѓето. Значи за неносење на маски и за лица кои што го нарушиле така наречениот полициски час, и тоа е, верувам, тука највеќе се случуваше во периодот кога не затворија за Великден, во четврток попладне кога се донесува одлука и избегаа на Маврово и по Беровските вили, а нас не оставија во Скопје 4 дена да седиме и да дремеме дома. Неважни се тие работи. Докаде е истрагата со специјалното јавно обвинителство? Значи 5 милиони евра, околу 5 милиони евра се проневерени. Ваша изјава, цитирам, правичните согледувања укажуваат дека по ист основ 2 пати се земало плата. Тоа се истите тие обвинители кои што специјалното јавно обвинителство, после неговото гаснење, согласно закон, преминаа во другите обвинителства. И сега истите тие обвинители кои што правеле криминал, тоа вие го кажувате, 2 пати се земало плата. Тие обвинители знаеле дека земалат плата по 2 пати или не знаеле? И сега истите тие треба да обвинуваат, односно да народот да им верува дека ќе донесат правдата. Колку ги имаме такви? До каде е постапката? Од 2015 до 2019 е извештајот на Државниот завод за ревизија. Еве го 2022 година сме. Понатаму, спомнувајќи го специјалното јавно обвинителство, и колегата Дајанчо се осврне, и јас ќе се осврнам, каде е тоа писмо со кое што специјалната јавна обвинителка во тоа време од затвор, односно од притвор, ви даде некакви овластувања, односно ви напиша, јас не знам, еве не сум правник, некој правник нека објасни дали може тоа така да се префрлаат предмети, кога лице од притвор ќе предава предмети на понатамошна постапка. И дали тоа утре во некоја друга постапка, пошто бидејќи во оваа држава наша веројатно нема тоа да се случи, меѓутоа постојат европски инстанции, кога тие процеси ќе завршат, кој ќе ја плати на крајот цената? Дали ќе ја плати државата или ќе ја платите вие? Вие верувам ќе си одите во пензија, иако до сега требаше да бидете во пензија, не сте. Меѓутоа, мора нешто да размислиме како собрание, да се донесе некој закон, еве за воиднина, и ова не звучи, да не звучи како закана кон никого, меѓутоа, кон секој што е на државна функција да си носи лична одговорност, затоа што така можеме да најдеме било кој од улица да го најдеме и да го ставиме министер, обвинител и така натаму, да подпишува, да превзема и на крај да не одговара. На крај додат парите од народот, односно да одговара народот. И тоа ќе мора да го направиме. Докаде е истрагата од во фондот за иновации и технолошки развој? Значи, тука имаше, според она што исто е произнесено од јавното обвинителство, викате дека ќе се отвори истрага по допрен глас. И тука нормално во тоа обвинителство, во тоа еве да речам истрага, би очекувал да ги видиме главните ликови на Социјалдемократскиот сојуз. Ако можат против ВМРО да се водат постапки, да ги видиме и овие, тука еве ги наведени се сите. Од Кочо Андјушев, од Хари Локвенец, до братот на еден познат новинар кој што пјука цело време по ВМРО и така натаму. И повторно, ќе се вратам на почетокот на мојот говор, каде што со непревземањето на действија, односно истраги во фондот за иновации, во таа година, кога што тоа се случило, после тоа ни се двојно рефлектира, па денеска имаме повторно такви скандали, се даваат милионски суми за рецепти за пица. И повторно ништо не е превземено од ваша страна. Заклучно, јас вас како обвинители ве гледам како слуги на законите и никако поинаку. Примерно, треба да ви биде да ги гоните кривците, тие да одговараат, а невините да бидат ослободени, што во нашиот случај видовме дека не е така. Сега поврзано за извештајот понатаму, кажувате дека ете ви не достигаат околу 64 обвинители. Искрено, жалам што е тоа така и жалам што државата не нашла сили и средства да ви помогне од тој аспект, затоа што доколку немате соодветна кадровска екипираност и вие не можете тоа да го работите, јас тоа го разбирам. И апелирам
еве и до владеачкото мнозинство, односно до владата, која што има на располагање средства и ресурси, да ви одобри да ги примете тие 64 обвинители, колку што ви недостигаат. Мене од овој извештај ме заинтригира така една работа, гледам во крива паланка од тројца обвинители, колку што треба да има, нема ниту еден. И сега, зошто баш крива паланка нема ниту еден? Човек кој ќе подразмисли малку, оттаму е човекот кој што беше вице-премиер за антикорупција, човечки ресурси и не знам тоа долгото име зашто му беше. Мислам дека ни тој не знаеше. И тука пак се поставува прашањето дали тука се работи за шверцот на тутун преку Студенац или нешто друго е во прашање. Или навистина нема кадровски потенцијал. Во вашиот извештај пишувате дека Советот разрешил вкупно 13 обвинители и сега внимавајте, од тие 13, 11 се поради пензионирање, а вие сте ги разрешиле. По сопствено барање еден, во ред, тука се согласувам, и еден поради настаната смрт. Човекот починал, а вие сте го разрешиле. Во поглед на пополнетоста, убаво рековте на почетокот, еве денеска сме 2022 година, значи во делот на администрацијата дека ви недостига, мило ми е што ви одобрено тоа, само 4 информатичари што имате и така натаму, тоа е срамно за една држава, и тоа треба да се подобри, го поздравувам тоа. Меѓутоа, верувам дека, еве сакав да ви речам, спремајки се за овој говор, тоа да го побарате од Зоран Заев, очигледно е дека тоа веќе сте го направили и веќе вродува со плод. Во делот на буџетот, кој што еве во 2020 година би бил преполовен, 54% од тоа што сте го барале, па со ребаланс од 47%. Сега кажавте 14%, повторно ви е зголемен. И ете и тоа можам да го поздравам, меѓутоа ќе ви речам, немојте да се радувате пред време, затоа што следи ребаланс. И тие пари можно и да ви бидат одземени. Така да внимателно. За вашата работа, до сега, генерално, јас нема да се повикам на Европска унија и така натаму, ќе се повикам на македонска институција, на Државната комисија за спречување на корупција, односно на нејзината председателка, господјата Билјана, која што изнесе податок дека за 20 години само 3 предмети кои што таа ги има поднесено, односно антикорупцијска ги има поднесено, завршиле на суд. Мислам дека тоа е поразително и мислам дека со тоа ќе се согласите и вие. Тука веќе се поставува прашањето зошто ги плаќаме тие луѓе, дали се кријат работите, се ставаат под маса или пак станува збор за неспособност, или можеби за двете. Сето ова нагоре претходно што го набројав, во делот на партизацијата, селективноста, директното штитење на криминалот и корупцијата, води кон една недоверба на системот која што понатаму предизвикува иселување на младите, кои што не веруваат во системот и бегаат. Таква изјава даде и председателот Пендаровски, кој што рече дека доколку не би бил председател, би се иселил од оваа држава. И веројатно човекот до некаде бил и во право. Зошто е тоа така? Пак ќе кажам, затоа што нашиот прокураторе Капо му одговара на Капо ди Тути Капи. А тој пак си спроведува политичка агенда. И од таа политичка агенда страда цела држава, страда цело општество. Господине републички јавен обвинител, за да завршам, како што реков, веќе требаше да сте во пензија, не сте. Пред неколку недели добивте писмо со закани. Успеавте така со една москавична брзина да го најдете сторителот на тоа писмо. А јас мислам дека ве вовлекоа во една партиска игра, вашите тие што ве ставија, ве завлекоа во таа игра, меѓутоа во ретете, го најдовте сторителот на тоа писмо, го видовме. Мене ме интересира, можеби, најгорливиот случај до сега што не е решен во историјата на независна Македонија, тоа е атентатот на поранешниот прв председател на Македонија на 3 октомври 1995 година. Сите обвинители кога доаѓаат кажуваат дека ќе се зафатат со тој проблем, вие не рековте дека ќе се зафатите. Па ме интересира дали ќе бидете уште еден во низата кој што нема да направи ништо од тој аспект. Ви благодарам.